Инспекторатот за животна средина на терен ќе ги проверува фирмите кои во изминатиот период аплицираа и добија интегрирана еколошка дозвола. Рокот за добивање на дозволата истече пред 10 дена, а неа ја добија околу 140 фирми во државата. Сега ни предстои тешка задача, односно одговорноста да ги сите компании дефинитивно посетиме, да видиме дали се усогласени согласно оперативните планови, како со А, така и со Б. Од моја страна работниот налог издаден веќе 10 дена, очекувам до 22-3 април да заврши целокупната инспекцијска постапка, да ја видиме фактичката состојба како на терен. Неусогласување со оперативниот план имаше ке провистипскиот рудник Индо Минерали и Метали. Овде проблем беше покривањето на каналетките по кои јаловиштето се транспортира. Каква е состојбата сега? Со наше задолжение се изработи дополнителна проектна документација која се ревидираше од овластена ревидорска куќа и сега е сосем друга сликата. Индо Минерали и Метали, а интегрирана еколошка дозвола е веќе изработена, изготвена и како што имам информации во целост со сите активности во програмата е постапено. Освен рудникот, опомена од Министерството доби и текстилната фирма Јагје Мезлер во Штип, поради последното загадување на брегалница. Тие се задолжени во временска рамка да постапат согласно позитивните законски прописи. Доколку тоа не го испочитуваат, следува она второто за ограничување на делокругот на работа или намалување на целокупното производство на конкретната компанија. Инаку први во државата, а интегрирана еколошка дозвола со сите исполнети обврски од оперативниот план доби рудникот Саса од македонска каменица.